Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопи кажи ми. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска информираше дека по денешниот повторен увид на терен заедно со градоначалникот на општина Сопиште Јане Мицевски и по спроведените стручни анализи донесена е одлука за итно затворање на оштетениот патен правец. Одлуката е донесена во координација со сите релевантни институции со цел да се гарантира безбедноста на граѓаните и да се спречат можни несакани последици. Ја информираме јавноста дека интензивно се работи за изнаоѓање на најбрзото и најбезбедно техничко решение за трајна санација на оштетувањето, изјави градоначалничката. Апелираше до граѓаните доследно да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација и да ги користат алтернативните патни правци се до целосно отстранување на дефектот. Посветени сме на изнаоѓање на најбрзо и сигурно решение за враќање на патот во нормална функција. Безбедноста на граѓаните е наш врвен приоритет, порача Стаменковска Трајковска. Почнувајќи од денес па се до 1 март 2026 година, на територија на општина Газибаба ќе бидат поставени контейнери за одлагање кабаст отпад. Од јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 информира дека контейнерите ќе бидат поставени на следните локации: Ергеле, Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери, Колонија и Дрма. Од предпријатието апелираат до граѓаните кабастиот отпад да го одлагаат навремено, исклучиво во поставените контейнери, со цел одржување на чиста, уредна и здрава животна средина. Надлежните посочуваат дека ваквите акции придонесуваат за подобрување на комуналната хигиена и намалување на дивите депонии во општината. Побројните шпекулации во јавноста дека на кејот на реката Вардар кај Карпош ќе се градат згради во рамки на нафоден комплекс скупјена вода, од општина Карпош категорично ги отфрлаат ваквите тврдења, оценувајќи ги како груба лага и манипулација. Од локалната самоуправа посочуваат дека ниту е планиран, ниту се размислува за проект од ваков тип, налик на искуства од други земји во регионот. Според нив, свесното извртување на фактите и пласирањето лажни информации представува опасна игра со јавноста. Во своето соопштение од општината нагласуваат дека активно работат на средување на, како што велат, урбанистичкиот хаос наследен од претходното раководство. Сите започнати постапки преку надлежната комисија за урбанизам се дадени на ревидирање и повторно разгледување. Целта на овие активности, како што наведуваат, е заштита на интересот на граѓаните, зачувување и развој на зелените површини, како и хумано и законито уредување на просторот. Од општина Карпош додаваат дека идниот развој ќе се одвива според потребите на жителите, во директна консултација со карпошани и со целосна транспарентност. Во текот на изминатата недела, екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнале и транспортирале вкупно 615 кубни метри отпад од 9 депонии на територијата на Скопје. Околу 25 кубни метри непрописно одложен мешан комунален и кабаст отпад биле отстранети од улицата Џон Кенеди во непосредна близина на општинското основно училиште Васил Главинов, каде што подолг период било евидентирано континуирано одлагање отпад на јавни и сообраќајни површини. Екопатролата на предпријатието изготвила 21 записник за лица и правни субјекти затекнати при прекршување на Законот за јавна чистота. Од нив 13 записници биле врачени на територијата на општина Чаир. Во едно од предпријатието информира дека продолжуваат со секојдневно одржување на јавната хигиена преку рачно и машинско метење на булеварите и поголемите улици, плоштадот и улицата Македонија, помалите плоштади Филип II, Мајка Тереза и Богородица, пешачките мостови во централното градско подрачје, пешачките патеки и тротоарите на мостовите Гоце Делчев и Слобода, како и во старата Скопска чаршија. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје воведе нова можност за корисниците на јавниот превоз, со која картичките за патување може да се надополнуваат онлайн. Со оваа услуга патниците повеќе нема да мораат да одат во билетарниците за да додадат средства или билети. Целата постапка ќе можат да ја завршат електронски. Новата функционалност е достапна преку официјалната веб страница на предпријатието, каде што корисниците по внесување на податоците од картичката можат да изберат дали сакаат да надополнат одреден износ на средства или да купат билети. Плаќањето се врши онлайн преку мобилен телефон или компјутер, што овозможува брза и едноставна процедура без чекање во редици.
Од ЈСП посочуваат дека системот е лесен за користење и е воведен со цел да се олесни пристапот до услугите на јавниот превоз, како и да се намалат гужвите во билетарниците. Со оваа дигитална новина, предпријатието прави значаен чекор кон модернизација на услугите и подобрување на корисничкото искуство на граѓаните, велат од предпријатието. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно